Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во видеото на училница по предметот македонски јазик. Намене за учениците од 4-то оделение. Јас сум Анита Карамфиловска, оделенски наставник од Основното општинско училиште Панајот Гиновски од Скопје. Наставната единица за овој час е подмет и прирок во реченица. Целите кои треба да ги постигнеш се да се усвои поимот за подмет и прирок, да разликуваш подмет и прирок во речениците, да умееш практично да го примениш своето знаење во конкретна реченица. Најпрво да се подсетиме, што е реченица? Реченица е целосна мисла искажана или напишана. Сега да ги прочитаме и анализираме следните реченици. Лина бере јагоди, Мила слуша музика. Тие одат на излет. Да одговориме на следните прашања. Кој бере јагоди? Лина. Кој слуша музика? Мила. Кој оди на излет? Тие. Забележуваме дека зборовите во заградите се подвлечени во речениците. Лина, Мила, тие. И истите го покажуваат подметот во реченицата. Во речениците пак ги реди книгите. Кои? Пишувам домашна. Кој пишува домашна? Дали во овие реченици имаме подмет? Гледаме дека подметот во речениците може да биде изоставен или скриен, а подметот го означува вршителот на дејството. Тој не мора да биде изразен во реченицата, но може да го откриеме во формата на глаголот или од самиот контекст. Пример, пишувам домашна. Глаголот пишувам е во прво лице еднина, сегашно време, изразено преку наставката М и откриваме дека подметот е јас. Во другата реченица подметот може да биде таа ги реди книгите, тој ги реди книгите, тоа ги реди книгите, во зависност од глаголот. Да запомниме. Зборовите кои покажуваат кој го врши дејството или за кого се зборува во реченицата се викаат подмет. Со кое прашање го бараме подметот? Во реченицата подметот се бара со прашањето кој го врши дејството, работата или за кого се говори во реченицата. Како подмет во речениците најчесто се јавуваат именките и заменките. Подметот во речениците, како што видовме, може да биде изоставен или скриен. Да ги анализираме и другиот дел од речениците. Лина бере јагоди. Мила слуша музика. Тие одат на излет. Ајде да одговориме на следните прашања. Што прави Лина? Бере. Што прави Мила? Слуша. Што прават тие? Одат. Зборовите во заградите гледаме дека се глаголи, означуваат работа, дејство или состојба, или што прави некој, односно што прави подметот. И истите означуваат прирок во реченицата. Ги обележуваме со две линии. Зборот се подвлекува со две линии. Во првата реченица бере, во втората слуша, во третата одат. Значи, зборовите што се глаголи во реченицата го означуваат прирокот во реченицата. Да запомниме. Зборот што покажува што работи подметот се вика прирок. Прирокот е другиот главен член на реченицата што покажува каква работа врши подметот, каков е, што се случува со него. Прирокот во реченицата е глагол.
Да повториме. Главни членови во реченицата се подмет и прирок. Во реченицата Лина бере јагоди. Подметот го наоѓаме со прашалното зборче кој. Кој бере јагоди? Лина. Го подвлекуваме со една линија и тоа го означува подметот. Со прашањето што прави Лина? Бере. Го наоѓаме прирокот и го подвлекуваме со две линии. Подметот го подвлековме со една линија, а прирокот го подвлековме со две линии како во примерот. Да провериме што научивте. Кои се главни членови во реченицата? Што е подмет, а што прирок во реченицата? Со кое прашање го пронаоѓаме подметот во реченицата, а со кое прирокот? Како го обележуваме подметот, а како прирокот? Сега стопирајте го видеото, одговорете на овие прашања, а подоцна ќе проверите што сте напишале. Се надевам дека вака ги напишавте одговорите. Главни членови во реченицата се подмет и прирок. Зборовите кои покажуваат кој го врши дејството се викаат подмет. Прирок е дел од реченицата, што покажува каква работа врши подметот. Со прашалното зборче кој го одредуваме подметот, а со прашањето што прави го одредуваме прирокот. Подметот го обележуваме со една линија, а прирокот со две линии. Вежби. Во следните реченици пронајди го подметот и прирокот. Ангел игра фудбал. Што прави Ангел? Игра. Го најдовме прирокот, или тоа е всушност глагол во реченицата. Кој игра фудбал? Со зборчето кој го наоѓаме подметот во реченицата, а тоа е Ангел во нашиот случај. Во втората реченица, Ева плива во базен. Што прави Ева? Плива. Го одредивме прирокот, а со прашањето кој плива, ќе го одредиме подметот, а тоа е Ева. Во третата реченица, таа плете шал. Што прави таа? Плете. Го подвлекуваме со две линии. Кој плете? Таа. И го подвлекуваме со една линија. За домашна работа, ученици, во првата задача, во речениците кои следат, подвлечи го подметот со една линија, а прирокот со две линии. Првата реченица е Гоце Делчев загинал во село Баница. Греам Бел го открил телефонот. Земјоделците ги ораат нивите. Во втората задача, препиши 3 реченици од расказот Препирка на страна 96 и во секоја од нив подвлечи го подметот. Во третата задача, состави 3 реченици и подвлечи подмет и прирок. Ви честитам на знаењето. Знаењето секогаш се наградува. Ви благодарам за вниманието, довидување и имајте убав ден. Се гледаме во некоја наредна прилика.